Христос се роди, на вистина се роди. Вака се отпоздравуваа православните верници на вториот ден од празникот Божич, ден посветен на Христовото раѓање. Според црквата, вториот ден на Божич е посветен на најчистата меѓу жените Дева Марија. Поточно денес се чествува соборот на Пресвета Богородица. По тој повод во црквата Свети Димитри во Тетово беше отслужена воскресна утрена и света литургија на Свети Јован Златоуст. Христос вистинскиот Бог наш, кој заради нашето спасение се роди во пештера и легна во јасли, вистинскиот Бог наш, помолите на света пречиста мајка, на светите славници кои апостоли, поноси наши и светите апостоли Климентоди, словенските просветени ученици Климент и на Охричот Борисава Гуласен Галарија и Богоси наши, Прокорочиски Јован Риски, Јаков Садовски Гавр Лестос. Верниците уште еднаш се поклонија пред светоста на таа која на свет го донесе Спасителот Исус Христос, а на празничната беседа беше уште еднаш потенцирано значењето на Христовото раѓање Божич. Рождеството Христово за нас, православните христијани, е најсветол и славен Господов празник, кој се искажува радост и торжество се празнува од милиони христијани низ целиот свет. Во тој ден преди 2000 и повеќе години и векови, Господ наш Исус Христос сродил во Витлеем од Пресвета Дева Марија поради нашето спасение. Христовото раѓање е најважен и најценет од сите христијански празници, бидејќи од него водата почеток сите празници, тоа се Богојавление, Христовото воскресение, Вознесението и Педесетницата. Ако Господ Христос не беше се родил во тело, не би се крстил, а тоа е празникот Богојавление, не би пострадал и воскреснал, а тоа е празникот Велиден, не би го испратил Светиот Дух, а тоа е Светата Педесетница. Се тоа покажува дека од рождеството Христово почнале нашите празници. Неоспорно, раѓањето на Спасителот е најголемо собитие во историјата на човечеството. Синот Божи стана син човечки, бесплотниот се обоплоти, невидливиот стана видлив и достапен за луѓето, невестливиот се вмести во тробата на најдостојната од сите човечки ќерки, Пресвета Дева Марија. Витлеем заприличи на небото, бидејќи Бог стана тело, и повеќе од 2000 години човештвото нестрпливо го очекувало тој ден. Сите верници луѓе се надевале дека ќе дојде од Бога ветениот Спасител. Целиот свет е озарен со светлината на Витлеемската звезда и може ли да има поголема радост од тоа кога Бог зема во себе човечка природа, за да го врати првобитното блаженство. Рождествената ноќ, која се по зборовите на еден поет од 16 век, е најубава ноќ, ноќ овенчана со бесплодна убавина, ноќ која треба да биде предпочитана пред сите денови. Во таа ноќ не само ангелите Божи пееле, туку и самата природа земала учество во тоа торжество. Имено една звезда од далечниот исток се одвоила од својата орбита, по која се движела 1000 години, го напуштила просторот и без да е наруши небесната хармонија, станала како жива личност и почна да ги води трите најголеми мудреци. Елитата на човечката мисла во тоа време легле во пештерата и се поклони на Господа Исуса Христа. На Божич целата вселена ликува, света Божја твар му принесува на пречниот младенец благодатствени дарови, ангелите славословие, небото звезда, земјата пештера, пустината јасли, мудреците злато, праведниците Света Дева Марија. А ние грешните што каков дар ќе принесеме, одговорот на тоа Спасителот како да ни вели милост сакам, а не жртва. Затоа да му дадеме на нашите срца, нашата душа да се поклониме на родениот Спасител Господ Христос, да му принесеме дар на нашата искрена вера, гореща молитва и добри дела, пеќе на гренската пест, Бога на висината на земјата милујето, добра волја. Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди, са многу години ка ни прави. Празникот Собор на Пресвета Богородица црквата го утврдила веднаш после големите празници, за да се слават и учесниците во настанот што се празнува. Затоа денес по празникот Рождество Христово се слави Пресвета Богородица, зашто најчистата утроба на Марија беше единствена способна да го прими оној кој го надвишува се она што е создадено.
Во таа смисла црквата ја нарекува Девица Марија врата на спасението. По литургијата, како што е вообичаено, верниците ги посетија и вечните домови на починатите, молејќи се за мир и спокој на нивните души. И во новата 2017 година Тетово се уште ќе го мачат инфраструктурните комунални проблеми. Дивата депонија каде Тетовското комунално предпријатие го претовара сметот се уште е рак рана на градот. Нова локација се таложат илјадници тони смет кој повремено се пали. Тие се најосновни работи што треба да се реши, нарочито депонијата. Депонијата за градујење и да решиме болест на овој народ што дишиме овде. Основно. Па општинската власт треба и тие малку да се грижат за овие работи. Изгледа некои работи ги заборава. Што се однесува за депонијата, тоа е многу голем проблем за општината, односно за населението. Тоа треба што поскоро да се реши. Општината и оваа година ветуваше дека проблемот ќе се реши. Јавното комунално предпријатие пред јавноста неколку пати соопшти дека дивата депонија ќе се исчисти, а комуналниот смет ќе се претовара во затворен објект надвор од градот. Но од ветеното досега ништо не е реализирано. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи на годишниот отчет повторно вети дека наскоро ќе се реши проблемот со дивата депонија, но не прецизираше како и кога. Додека за работите што вие ги кажавме и на нив интензивно се работи, веќе сме напреднати прилично многу со процедурите, но за нив нормално кога ќе бидеме завршени исто така ќе ве известиме. Општина Тетово во годинава што измина работеше на асфалтирање на улици, поплочување на тротоари, но најголемите инвестиции во сообраќајната инфраструктура, пробивање на булеварите Линденска, Благоја, Тоска, Индустријска не ги реализира. Поради непробиените булевари, целиот сообраќај се пренасочува во тесните улици каде се создава голем сообраќајен хаос. Сообраќајните експерти во текот на цела година апелираат дека треба што поскоро да се завршат сите булевари, а транзитниот сообраќај да се пренасочи надвор од градот, се со цел ублагување на сообраќајниот хаос. Значи во секој случај организацијата на сообраќајот поврзан со фактот дека голем дел од улиците се или во многу лоша состојба, или се почнати недовршени, влијае на брзината на одвивање на гужвите во градот. За реализација на овие инфраструктурни проекти, градоначалничката на Тетово Арифи Кусо изјави дека се работи, но на терен нема никакви активности. Тетово во 2016 година се соочуваше со проблеми во хоризонталната и вертикалната сигнализација. Дел од семафорите не работеа, а пешачките премини дури и пред училиштата ги немаше или едва беа видливи. Семафорите по подолго време беа сервисирани, сега работат, но пешачките премини се уште не се обележани. Од општината на почетокот од учебната 2016-2017 година се правда дека хоризонталната сигнализација не е обележана, затоа што на објавениот тендер за изведување на работите не се пријавила ниту една фирма. Тетово и минатата година не успеа да го реши проблемот со дивоградбите кои во градот масовно се градат. Преку цела година од општината се правда дека не започнале со уривање на бесправните објекти, затоа што немали избрана фирма за оваа намена. Но локалната власт во Тетово уште минатото лето избра фирмата Euroinvest, задолжена за уривање на дивоградбите. На интернет страницата на Бирото за јавни набавки објавен едногодишниот договор со Euroinvest, подпишан 8 август минатата година, на кој општина Тетово за уривање на бесправните објекти треба да исплати 6.500.000 денари. Но и по поминати повеќе од 5 месеци на терен не се спроведуваат никакви активности. Напротив, дивоградбите масовно се градат, ниту се уриваат, ниту некој ги запира. За да се запре трендот на градење, дивоградби експертите советуваат да се делува превентивно, односно да не се дозволи бесправниот објект целосно да се изгради. Најбитната работа е инспекторатот урбанистички и градежен во први момент превентивно да делуваат, а тоа превентивно делување да го спречат уште во самиот обид за градба на објектот со ископ на темели. Ако веќе е направен првата плоча, втората е покриен, целата процедура влегува сега во други законски лавиринти, а знаеме како постапува и судот, како може да ги реши тие работи, и сега после тоа доаѓаме веќе во момент кога многу тешко може да се поправат овие грешки. Но советите на експертите, градските власти се уште не ги земаат во предвид.
Општината и во 2016 година не им даде позитивен одговор на Сојузот на борци, кои неколку пати бара од општинските власти да ги врати спомен бистите на хероите во центарот на градот. Последниот одговор кој бил испратен до боречката организација од локалната власт е дека немаат никаква одлука, ниту пак знаат како спомен бистите на хероите се отстранете од градскиот плоштад. На образовен план на почетокот на учебната 2016-2017 година, тетовските ученици се соочија со сериозни проблеми. Средношколците од селските средини од Тетовско речиси цел септември нема организиран бесплатен превоз. Голем дел од нив не оде на училиште. Нивните родители добија дури предупредување од директорите на средните училишта дека децата ќе бидат отпишани ако не појдат на настава. Проблемот се надмина, но се појавија други проблеми во образованието. Во основното училиште Лирија во Тетово падна покривот, па дел од учениците мораа да учат во подрум. Карактеристично за годинава што измина е сагата која помина тетовските гимназијалци од македонски наставен јазик, кои повеќе од 3 месеци учеа во несоодветни услови на градскиот плоштад, прети во зградата на општина Тетово. На крајот од минатата година, гимназијалците започнаа да учат во реновираните објекти на стара медицина. Тие според најавите на властите, тука ќе продолжат да се образуваат, се додека не се изгради нов објект во склоп на постоечката гимназија Кирил Печиновиќ. Позитивните работи што ја одбележаа 2016 година на инфраструктурен план и изградбата на цевководот од новиот водовод. Тој беше целосно изграден во октомври минатата година, иако најавите на властите беа дека овој проект ќе се заврши кон крајот од 2015 година. Но водата од новиот водовод се уште не е пристигната до домовите на тетовци. Таа ќе биде за употреба откако ќе се изгради филтер станица, проект со што конечно според градоначалничката на Тетово Теута Арифи ќе се реши дводеценискиот проблем со водоснабдувањето. Во изминатава 2016 година конечно спортскиот центар започна да се реконструира. Од општина Тетово известија дека центарот го дале под закуп на приватна фирма, која треба да постави урбана опрема наменета за спорт и рекреација, детски реквизити и шеталиште. Се работи за проект кој ќе опфаќа површина од 13.000 метри квадратни. Спортскиот центар во Тетово беше единствената слободна зелена површина во градот, наменета за спорт, прошетки и рекреација. Но претходниот концесионер кој стопанисуваше со центарот подолг период ниту го држуваше, ниту нешто вложуваше. 513 ново заболени од грип се регистрирани за една недела во Центарот за јавно здравје Тетово, што за среќа не е повеќе од бројот на инфицирани од неделата пред тоа кој изнесуваше 529 лица. Понатаму, за разлика од 51-та недела во 2016 година, Тетово не е на врвот на листата според вкупниот број на заболени од почетокот на сезоната на грип. Најголем кумулативен број заболени се регистрирани во регионот на Центарот за јавно здравје Скопје 2174, Центарот за јавно здравје Велес 1757 и Центарот за јавно здравје Тетово 1495 лица. Имено како што објави Институтот за јавно здравје, на подрачјето на Тетово и Тетовско во последната извештајна недела се регистрира висока активност на вирусот на грип, за разлика од некои градови во Македонија каде е регистрирана и многу висока активност на вирусот на грип. Во текот на 52-та недела во Република Македонија пријавени се 9485 ново заболени лица, што е повеќе од двојно зголемување во споредба со минатата недела, кога беа пријавени 4194 случаи. Со исклучок на пандемската сезона 2009-2010 година, бројот на пријавени случаи оваа недела е највисок регистриран во последните 10 години, како за овој период од сезоната, така и воопшто. Епидемиолошките податоци за бројот на пријавени случаи на грип и лабораториски потврдени случаи на грип укажуваат на ран почеток на сезоната, а неделниот број надминува границата на многу висока активност, прв пат по пандемската сезона 2009-2010 година. Иако зимскиот распуст во училиштата може да го ублажи интензитетот на ширење на грипот, сепак се очекува високиот број на случаи да се одржува и во наредните неколку недели. Грипот е заразно заболување кое се шири директно од човек на човек, при кашлање и кивање, или индиректно преку контакт со околните површини кои ги допирал или предмети со кои се служил болниот. Симптомите на заболување се јавуваат 1 до 4 дена откако вирусот навлегол во телото. Најголем дел од лицата може да го пренесат вирусот на друго лице еден ден
ден пред да се појават симптомите и 5 до 7 дена откако болеста се манифестирала. Заболувањето има ненадаен почеток со висока температура, главоболка, општа малаксаност, истоштеност, болки во мускулите и зглобовите, црвено и болно грло, гребење во грлото, солзење во очите и секреција од носот, кашлица која најчесто е сува, непродуктивна. Лекувањето на грипот е симптоматско, се спроведува хигиенско-диететски режим, мирување, земање на повеќе течности, топли напитоци, лесна исхрана, витамини и минерали, а по препорака на доктори во зависност од тежината на болеста може да се дадат и одредени антивирусни лекови. Антибиотска терапија се дава само во случај на секундарни бактериски инфекции кои го влошуваат текот и исходот на болеста, односно за лекувањето на компликациите од грипот, исклучиво по налог на доктор. За спречување на ширење на грипот, Институтот за јавно здравје препорачува да се избегнува собирање и престој во простории каде престојуваат повеќе луѓе, особено да се избегнува близок контакт со луѓе кои се болни или сомнителни, кашлаат, киваат, имаат покачена телесна температура, често да се мијат рацете со вода и сапун или дезинфекционо средство, да се загреваат просториите за престој и често да се проветруваат. Препорачливо е топло слоевито облекување, топли бањи, да се пијат топли напитоци, чаеви и супи, овошни цедени сокови или вода со лимун, да се земаат свежи продукти богати со витамини и минерали, најдобро овошје и зеленчук кои му се неопходни на организмот, практикување на здрав начин на живот и здрави навики, вклучително добар сон и одмор. Во случај на екстремно ниски температури, Центарот препорачува: избегнувајте физичка активност на отворено, користете топла повеќе слојна облека и соодветни обувки за снег и мраз, внимавајте на лизгави површини, размислете за набавка на основните лекарства и намирници порано да ви ги достават, или пак да прашате пријател или сосед за помош. Избегнувајте да излегувате надвор, освен ако не е неопходно. Бидете активни и движете се во затворените простории колку можете повеќе. Проверете го грејењето во домот. Доколку сте во можност, помогнете на членовите на фамилијата, соседите или пријателите кои спаѓаат во ризичните групи на население, како постари лица или оние со белодробни заболувања. Информации за ранливите групи на население. Постарите лица имаат потреба од потопла облека бидејќи тие создаваат помалку топлина за своите тела. Бебињата се повеќе подложни на ладење, затоа треба да се проверува дали се загреани. Доколку имате срцева или белодробна здравствена состојба, избегнувајте тешки вежби на ладни температури и облекувајте се соодветно, што подразбира заштитете ги вашите глава, дланки и стопала. Земајте ги вашите лекарства редовно. Доколку имате диабетес, вашите дланки и стапала може полесно да се повредат или при екстремни услови да страдаат од смрзнатици. Затоа внимавајте да останат загреани. Доколку имате артритис, можете да дојдете до заклучок дека ладното ги влошува вашите симптоми. Ќе помогне доколку ги загревате повредените зглобови и можеби ќе треба да ги приспособите вашите лекарства. Обрнете особено внимание на оние кои живеат сами. Домување и грејење при ладно време. Од Центарот препорачуваат: доколку дојде до прекин на грејењето за време на екстремно ниски температури, внатрешните температури се намалуваат и за само неколку часа просторијата станува ладна. Доколку ладењето продолжи, ќе се достигне внатрешна температура од плюс 10 степени. При внатрешна температура од 10 степени здрав човек може да ја одржи својата телесна температура, доколку се облече во топла облека. Со соодветна облека и чебиња здрав човек може да спие на ваква температура. Доколку внатрешната температура падне под 10 степени, на луѓето им е потребна енергија која создава мускулното ткиво со цел одржување на телесната температура. За ранливите поединци беше препорачана внатрешна минимална температура од 20 степени, додека температурите од 12 степени се сметаа за ризик по здравјето за истите. При температури под 16 степени постои зголемен ризик од респираторни инфекции, додека при температури под 12 степени постои зголемен ризик од голем напор врз кардиоваскуларниот систем. По 2 часа или повеќе на помалку од 6 степени, длабоката внатрешна температура опаѓа и постои ризик од хипотермија.
Во 2017 година македонските граѓани ќе имаат дури 7 продолжени викенди, затоа што од 11 неработни денови за сите граѓани, 7 се поврзуваат со викендот. Првиот продолжен викенд веќе помина за време на пречекот на Нова година, бидејќи 1 јануари беше во неделата и слободниот ден беше префрлен во понеделник. За православните христијани продолжен беше и вториот викенд во новата година, затоа што Бадник или 6 јануари беше неработен и се паѓаше во петок. И за големиот христијански празник Великден, кој годинава како неработен, е на 17 април, а потоа следува денот на трудот 1 мај. Двата празника се во понеделник. Продолжен викенд за сите граѓани ќе има и во јуни, кога се празнува Рамазан Бајрам, односно бидејќи празникот е во недела на 25 јуни, се префрла во понеделник. Повеќе ќе се одмара и за 8 септември, денот на независност, а потоа за денот на македонската револуционерна борба 23 октомври, што паѓа во понеделник, а потоа продолжен викенд има со 8 декември Свети Климент Охридски кој се празнува во петок. Неработни за сите граѓани се и 24 мај, денот на сесловенските просветители, 2 август, денот на Републиката и денот на Народното востание, 11 октомври кој годинава се во среда. Граѓаните од православна вероисповед најмногу ќе се одмараат за големиот христијански празник Великден, бидејќи за нив освен понеделникот 17 април, неработен ќе биде и петокот 14 април. Продолжени викенди православните верници ќе имаат и за Бадник за 6 јануари петок и за Духовден на 2 јуни петок и за Успение на Пресвета Богородица, која годинава е во понеделник. Како неработен ден за православните верници е и Богојавление Водици кој е во четврток. Годинава православниот Великден е во исти ден со католичкиот Великден, така што и верниците од католичка вероисповед ќе празнуваат на 17 април понеделник. Граѓаните од католичка вероисповед ќе имаат и уште еден продолжен викенд за католичкиот Божич кој годинава е во понеделник. За католиците неработен е и празникот на сите светци 1 ноември кој е во среда. Граѓаните од муслиманска вероисповед ќе имаат продолжен викенд за Курбан Бајрам кој е на 1 септември во петок. Потоа албанската зедница ќе го слават како неработен ден и 22 ноември денот на албанската азбука кој е во среда. Припадниците на српската зедница годинава ќе имаат продолжен викенд за празникот Свети Сава кој е во петок на 27 јануари. Ромите ќе го слават меѓународниот ден на ромите во сабота на 8 април, додека припадниците на влашката зедница ќе празнуваат на 23 мај за националниот ден на власите кој е во вторник. За еврејската зедница во Македонија неработен е првиот ден на Јом Кипур кој е на 30 септември во сабота, додека бошњачката зедница ќе го празнува 28 септември четврток, односно меѓународниот ден на бошњаците. Неработен ден за припадниците на турската зедница е денот на наставата на турски јазик на 21 декември. Денес имавме променливо облачно и многу студено време со сончеви периоди и услови за провејување на снег. Утринската температура се движеше од -22 до -15 степени, а дневната од -12 до -7 степени. Утре не очекува променливо облачно и многу студено време со услови за провејување на локален слаб снег. Утринската температура ќе се движи од -20 до -15, а дневната од -10 до -7 степени.